Еве само да објаснам, не треба да сте правник за да разберете што вели амандманот 5. На целата територија во Република Македонија и во меѓународните односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Аргументума контрарио, ниту еден друг не е на целата територија и во меѓународните односи. Иначе нема да има став 1. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така е службен јазик и неговото писмо, ама како што е утврдено во овој член. Еве зошто нема основ за двојазичност во мојот случај или во било кој друг. Не само на македонците, туку и на останатите. Значи, личните документи на граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот се издаваат на македонски и неговото, како и на тој друг јазик. Личните документи на оние кои говорат македонски јазик се секогаш само на македонски јазик. Никој не може мене да ми наметне друго решение, особено не противуставно и противрамковно. Значи, мислам дека апсолутно тоа е надвор од правото и дека е во рамките на дискреционото постапување кое не смее да постои во однос на сите нас пратениците овде.